Централен дневник на К1. Добро вечер. Јас сум Катерина Нацева, а вие ги следите најновите информации од Велес, регионот Македонија и светот. Ова се настаните на денот. Инвестицијата од 25 милиони евра на македонски железници се заокружува. Идната недела во Македонија треба да пристигне шестиот воз. Градоначалникот на општина Неготино 2016 година ја оценува како успешна, година во која се реши еден од најголемите проблеми за градот – водоснабдувањето. Лажното сведочење под заклетва носи кривична одговорност. К1 истражуваше дали во Велешкиот суд се водел процес за лажно дадена изјава. К1 денеска истражуваше каква казна следува за лажно сведочење и дали во Велешкиот суд се судело на лице за давање на лажен исказ. Од 2014 до сега изречени се најмалку 2 пресуди. Дијана Иванова ги има деталите. Се колнам во својата чест дека пред судот ќе ја зборувам само вистината и ништо што сум видел или слушнал нема да премолчам. Ова се зборови од заклетвата која секој сведок ја дава пред судијата или судечкиот совет пред да започне со својот исказ. Но дали исправени пред судската говорница, сведоците ја говорат вистината? Дали одредени факти свесно или несвесно се сокриваат? Ова прашање ни се наметнува по сослушување на дел од сведоците во судскиот процес во кој тројца лекари се осумничени за смртта на родилката Маја Кадиева и незиното новороденче. Изјавите на дел од сведоците, според реакцијата на јавната обвинителка и адвокатот на оштетеното семејство, се разликуваат од оние дадени во истрага. Сведоците јавно од обвинителката беа опоменети дека исказот го даваат под заклетва со која се обврзале да ја говорат вистината. Ние имаме од исказите што ги имаат дадено пред јавниот обвинител, дури некои отстапува од тоа што го имаа кажано. Секако сведочењето што денеска го кажуваат пред судот, но секако треба да поразмислат дека и тогаш биле упоменати дека давањето на лажен исказ представува кривично дело и дека се одговорни за тоа што го изјавиле пред јавниот обвинител во текот на истрагата. Истражувавме која е одговорноста за сведоците за давање на лажна изјава и дали досега во Велешкиот суд се судело за давање на лажен исказ. Од 2014 година до денес изречени се најмалку 2 пресуди за лажно сведочење. На 6 месеци затворска казна е осуден Златко Арсовски, познат како заштитниот сведок Бреза. На вториот случај работел адвокатот Гроздан Сотинов. Тој за лажен исказ кривично обвинил тројца вработени во една приватна велешка компанија. Ја поведов таа постапка, обвинителството ја прифати кривичната пријава и поведе соодветна постапка пред надлежниот суд. Од таа постапка, тие лица беа огласени за виновни, беше изречена соодветна казна, меѓу постапката за која што се водеше се докажа дека дале невистинит исказ како сведоци. Најчесто давањето на лажен исказ е со цел да се помогне на една странка од судскиот процес, вели Сотинов. Тој додава дека често се случува сведокот во текот на судскиот процес да се изјасни кога да лажна изјава и истата да ја повика. Тие причини некога се субјективни, некога се објективни. Некогаш првиот исказ бил даден пред подолго време, подолг период. Некогаш, сакајќи да се помогне на едната или на другата страна, свесно се извитоперува исказот или се дава различен исказ за да се помогне дали на едниот, дали на другиот или дали за себе. Познавачите на правниот систем во Македонија велат дека давањето на лажен исказ најчесто се открива со директно соочување на еден сведок со друг сведок или на сведокот со осумничениот или пак со оштетениот. Намалување на невработеноста, решавање на проблемот со водоснабдувањето, асфалтирање на голем број улици и регионални патни правци, гасификација и други капитални проекти. Денеска на пресконференција ги презентираше градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. 2016 година беше година на реализирани голем број капитални проекти во општина Неготино. Денеска на пресконференција градоначалникот Ванчо Апостолов соопшти дел од реализираните. Како најзначаен проект е решавањето на деценискиот проблем со водоснабдувањето на целата општина. За таа цел се реализираа неколку паралелни проекти кои веќе даваат резултати, а со нивната комплетна реализација Апостолов очекува редукциите на вода да бидат минато за неготинци. Најпрво започнавме со регулирање на притисокот, односно хидравлична регулација на притисокот, која е за прв пат воспоставена во Република Македонија, со тоа што притискот го намаливме од 10 на некаде 2,5 до 4
бари и со тоа е смален бројот на дефектите во самата водоводна мрежа, а паралелно на тоа започнавме со реконструкција на водоводната мрежа во град Неготино и тоа во должина од 8 километри на 10 улици. Примарната е веќе завршена и очекуваме во следниот период да секундарните приклучици од секое домаќинство бидат вклучени во самата водоводна мрежа и во следниот период планираме уште на нови 5 улици. За сега Неготино има 3 индустријски зони. Започнавме, вели Апостолов, со индустриската зона Неготино, која е лоцирана покрај автопатот и железничката пруга на површина од 25 хектари. Исто така, продадени се сите 17 парцели и прашање на време е кога инвеститорот ќе започне со изградба на капацитетите од лесна и незагадувачка индустрија. Имајќи го во предвид големиот интерес за парцели, локалните власти ја оформија индустриската зона Неготино 1 на површина од 35 хектари. За кратко време ќе биде комплетирана и документацијата за индустриската зона Дуброво Тремник, пошто ќе биде објавена за продажба на парцелите. И очекуваме инвеститорот до крајот на месец февруари да започне со изградба на инфраструктура и стопански капацитети, каде што голем број неготинчани и малку пошироко од регионот ќе го решат проблемот со вработувањето и покрај тоа што во Неготино драстично намалена бројката на невработени од 2006 некаде над 4000 невработени, сега таа бројка е сведена само на 1000 невработени, активни баратели на работа. Кога станува збор за патната инфраструктура, градоначалникот соопшти дека во изминатиот период изградени се и ставени во функција неколку регионални патни правци, а асфалтирани се и улици во Неготино и населените места. Еден од тие е патниот правец Курија Паликура, кој води од Неготино до општина Росоман и тој патен правец е скратен за цели 12 километри. Исто така го направивме патот од Неготино до Тимјаник, од село Тимјаник до Долни Дисан, тоа е најлозарскиот крај во нашата општина и нормално еден од пофреквентните патишта Неготино Криволак во должина од 3 километра, каде што се доаѓа преку Криволак до полигонот на Арама, исто така и тоа е доста користен патен правец. Поставена е водоводна, атмосферска и фекална мрежа во повеќе урбани зони во Неготино, каде се лоцирани поголем број на стопански капацитети, а асфалтирани исто така и целиот простор. Шестиот и последен воз од инвестицијата на владата на Република Македонија вредна 25 милиони евра за обнова на возовите во железницата веќе пристигна на пристаништето во Солун. Се очекува следната недела да пристигне и во Република Македонија. Со ова се заокружува и проектот за обнова на железничкиот сообраќај во македонски железници. Шестиот и последен воз од инвестицијата на владата на Република Македонија, вредна 25 милиони евра за обнова на возовите во железницата, пристигнува. Моментално се наоѓа на пристаништето во Солун, а веќе следната недела се очекува да пристигне во земјава, објави на својот Facebook профил министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Со ова ќе се заокружи инвестицијата за набавка на 6 патнички возови, со која веќе се подобруваат услугите во железничкиот транспорт. Пред 10 дена пристигна петтиот воз, кој наскоро треба да биде пуштен во сообраќај, а истиот ќе сообраќа на линијата Скопје-Гевгелија-Скопје. До сега 4 возови кои се пристигнати веќе сообраќаат на неколку делници. Освен набавката на овие 6 патнички возови, во македонски железници се набавени 150 товарни возови со вкупна инвестиција од 15 милиони евра. Проектот ќе се заокружи со набавка на 4 нови локомотиви. Во насока на враќање во руралните средини и разгорување на старите огништа, локалната самоуправа на општина Свети Николе континуирано вложува. Очекувањата се дека на овој начин ќе ги задржат, но и ќе ги вратат младите во родните огништа. Та се потенцира дека и годинава ќе продолжат инфраструктурните проекти за развој на руралните средини.
Едно од најголемите населени места во општина Свети Никола Ерџелија станува атракција кај младите. Инвестирањето на локалната самоуправа во ова населено место полека ги враќа младите во родните огништа, но и ги задржува тамошните жители. Новата урбанистичка документација за 9 населени места е веќе во завршна фаза, истакна градоначалникот Зоран Тасев. Тоа ќе им помогне на младите брачни пари да купат плацеви, за да можат да изградат куќа, а имаме многу слободни локации таму токму во овие населени места. Значи се работи стратешки и плански. Обезбедуваме локации за плацеви, обезбедуваме градинка, ставаме патна мрежа, направивме во населеното место Ерџелија канализација, го способивме водоводот, значи имаме комплетната инфраструктура, наред ни останаа улиците. Со инвестирањето во руралните средини, не само што ги задржуваме младите, туку им покажуваме дека се грижиме за нивната иднина, потенцира Тасев. Сите оние кои што сакаат да се задржат да живеат таму или да се вратат да живеат таму, ќе ги имаат сите услови и предуслови за едно нормално живење. Тоа е многу важна компонента во животот на луѓето, а ние сметам дека со овие планови кои што ги правиме, со ова што го вложуваме, овие средства кои што ги даваме во соработка со владата на Република Македонија, дава резултати. Во новата програма која изготвивме за 2017, главен акцент е ставен на подобрување и развој на руралните средини, рече Тасев, додавајќи дека и понатаму ќе се работи посветено во сите општествени сфери, се со цел Свети Никола и Свети Николско да стане урбана општина, пристојна за живење и екзистирање особено за идните поколенија. Почнува запишувањето на новите земјоделци и новите фирми во регистарот на земјоделските стопанства. Запишувањето е еден од условите за добивање субвенции, промени во стопанственичката структура и исто така мора да се евидентираат во регистрот. Од 1 февруари до 15 март ќе се врши запишувањето на новите земјоделци и новите фирми во регистарот на земјоделски стопанства. Доколку земјоделците и новите земјоделски фирми сакаат да добијат субвенции, ќе мора да се запишат во регистарот на земјоделски стопанства. Обврска за регистрација имаат и оние кои направиле промени во сопстvenичката структура. Пријавувањето се врши во подрачните единици на Министерството за земјоделство, каде што живее земјоделецот или каде што се наоѓа седиштето на фирмата. Во сточарството, добивањето субвенции зависи од бројната состојба на добитокот запишана во Агенцијата за ветеринарство или бројот на домашни животни на денот на поднесувањето на барањето за субвенции. Досега е направена целосна категоризација на вирусот на птичји грип во примарното жариште во одгледувалиштето во Мороишта, каде и првпат беше детектиран. Дополнително се зголемени и мострите од околните фарми, каде што е откриен вирус инфлуенца А информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Надлежните и понатаму апелираат, доколку некој забележи појава на птичји грип, да го пријават случајот и да соработуваат со службите, бидејќи болеста е опасна. Живината заразена од птичји грип од струшкото село Мороиште е целосно уништена. Надлежните власти брзо реагираа и не дозволија вирусот понатаму да се прошири. Првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски на пресконференција информираше дека надлежните служби во текот на денешниот ден вршат целосна контрола во струшкото село Мороиште, но и во останатите околни села. На 31 јануари и 1 февруари се пристапи кон уништување на целокупната живина во селото Мороишта со цел спречување и сузбивање на ширење на овој вирус. Во текот на овој ден и се врши и мониторинг во селото и во околните села кои спаѓаат во радиусот од 3 километри. Моменталната ситуација во Струшко е мирна и под будно око се следи целокупната ситуација, рече Поповски, но тој нагласи дека не е исклучена можноста болеста да се појави и на друго место, зашто се шири и преку дивите птици. Се спроведува мониторинг и будно се следи целокупната ситуација. До овој момент сите брисеви кои се земени од живината од околните села се негативни.
Процедурата за обештетување на производителите ќе почне веднаш штом бидат доставени барањата за угинатата живина до Агенцијата за храна и ветеринарство. Директорот Поповски на крај упати апел до граѓаните, доколку забележат појава на птичји грип, случајот веднаш да го пријават и да соработуваат со службите, затоа што болеста е опасна. Според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на извозот на стоки од земјава во периодот јануари-декември минатата година бележи пораст од 6,8% во однос на истиот период од претходната година. Фондот за иновации и технолошки развој денеска го објави четвртиот повик за проекти за ново основани трговски друштва и иновации. Останатите вести од Македонија следуваат во продолжение. Вкупната вредност на извозот на стоки од земјава во периодот јануари-декември минатата година изнесува 266 милиарди 650.320 денари и бележи пораст од 6,8% во однос на истиот период од претходната година, објави Државниот завод за статистика. Вредноста на увезената стока во периодот јануари-декември 2016 изнесува 376 милиарди 130.328 денари, што е за 5,7% повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит во периодот јануари-декември 2016 изнесува 109 милиарди 480.000 денари, покриеноста на увозот со извоз во периодот јануари-декември 2016 изнесува 70,9%. Во периодот јануари-декември 2016 според вкупниот обем на надворешно трговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Италија. Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија во периодот јануари-декември 2016 изнесува 4 милиарди 787.199 американски долари и бележи пораст од 6,6% во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока во истиот период е за 5,6% повеќе во споредба со истиот период од минатата година. Трговскиот дефицит во периодот јануари-декември 2016 изнесува 1 милиарда 970.251 американски долар. Четвртиот повик за поднесување предлог проекти за инструменти за кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва, стартап и спин-оф и за кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација го објави Фондот за иновации и технолошки развој. Предлог проектите ќе можат да се поднесуваат следниве 90 дена, односно до 3 мај 2017. За финансирање на проектот за новоосновани трговски друштва, стартап и спин-оф обезбедени се вкупно 450.000 евра, наменети за 15 предпријатија. Додека за кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација за иновации обезбеден е вкупен износ од 1 милион евра, наменети за 10 предпријатија. Заинтересираните можат да ги поднесат предлог проектите во електронска форма преку системот на фондот на http://mis.fitr.mk заклучно со 3 мај до 00 часот. Инструментот за кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации има за цел да поттикне зголемување на истражувањето и развојот во приватниот сектор, да ја охрабри соработката помеѓу приватниот сектор и високообразовните и научни установи, како и останати форми на соработка за комерцијализација на иновации. Повикот е отворен за микро, мали и средни предпријатија што сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес сами или во соработка со друго предпријатие или установа која врши високообразовна, односно научно-истражувачка дејност.
Евакуиран музеот Лувр во Париз, откако француски војник започнал да пука по напаѓач кој што се обидел да го прободе со нож, пренесуваат локалните медиуми. Напаѓачот според првичните информации е повреден во пукотницата. Министерот за внатрешни работи напаѓачот го означи како сериозен инцидент која загрозува јавната безбедност. Вести од светот. Маж вооружен со мачета денеска претпладне напад на воена патрола пред светски познатиот музеј Лувр во Париз, извикувајќи Аллаху Акбар, или во превод Господ е голем. Еден од војниците отворил оган и тешко го ранил напаѓачот во стомакот, а друг војник е полесно повреден, соопшти француската полиција. Напаѓачот носел 2 ранца, но во нив не е пронеден експлозив, иако не се исклучува можноста тој кај себе да имал и второ оружје. Локалните власти сметаат дека нападот кој се случил во близина на музејот Лувр има терористички карактер. Музејот кој секоја година го посетуваат милиони луѓе од цел свет, поради инцидентот е привремено затворен. Посетителите кои се нашле во музејот во моментот на нападот морале да останат внатре, соопшти представник на музејската управа. Франција во изминатите 2 години повеќе пати беше цел на терористички напади, поради што во земјата се уште владее вонредна состојба, а пред многу објекти, меѓу кои и туристички атракции, патролираат војници. Продолжуваат протестите во Романија, низ улиците на десетина градови. Вчера вечер протестирале околу 250.000 романци. Агенцијата Бета пренесува дека бројот на демонстранти е идентичен, како и претходната вечер. Романската полиција проценила дека на главниот плоштад во Букуреш се собрале околу 80.000 лица. Премиерот на Романија, чија влада беше формирана пред помалку од 1 месец, изјавил дека не планира да го поништи декретот на кој што многуми нагледаат како повлекување од борбата против корупцијата. Декретот ќе биде изнесен пред Уставниот суд, ова го најавил и романскиот претседател. Уставниот суд е последната институција што би можела да го спречи законот на владачките социјалдемократи, чиј што лидер е меѓу осудените за корупција. Соединетите американски држави внесуваат промени во санкциите против Русија. Целта на новата влада била нови начин да се спречи продажбата на нови технологии. Овие промени им овозможуваат на американските компании да извршат ограничени трансакции со Руската федерална служба за безбедност. Промените се однесуваат на санкциите што беа наложени од владата на претходниот американски претседател Барак Обама во април 2015 година со цел да се спротивстави на злонамерните компјутерски активности. Руската федерална служба за безбедност е обвинета од американските разузнавачки служби дека е внешена во кибернапади врз Демократската партија за време на кампањата на претседателските избори во САД во полза на кандидатот на републиканците Доналд Трамп. Ваквите обвинувања Русија категорично ги отфрли. Агенцијата Бета пренесува дека Италија и Либија постигнаа договор за прекин на мигрантскиот бран. Премиерите на овие 2 земји ги ставиле своите потписи на меморандумот за разбирање за зајакнување на соработката и за борба против трговијата со мигранти. Со овој договор предвидено е обезбедување на обука и опрема со цел поефикасна контрола на долгите граници на Либија во пустината и зајакнување на крајбрежната стража на земјата, која во моментов има ограничени број на пловила. Главниот миграцијски проток од Африка кон Европа во моментов е токму од Либија кон Италија. Од 2016 година околу 180.000 мигранти пристигнаа од Северна Африка преку Средоземното море во Италија. Променливо, облачно и со појава на магла, така изгледаше денешниот ден. И во наредните денови ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди и со појава на магла по котлините и речните долини. Ќе има повремен слаб дожд кој ќе биде повеќе застапен во западните делови на земјава. Веќе од понеделник се очекува врнежите да се прошират насекаде и да бидат поинтензивни, а кон крајот на денот да преминат во врнежи од снег на повисоките места и на планините. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион.
Со оваа информација го заокружуваме ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.